Почитувани гледачи, добра вечер. Добродојавте во анализа на 24 вести. Очите на светот беа денеска свртени кон Вашингтон, каде се одвиваше инаугурацијата на новиот претседател на Соединетите Американски држави, господинот Доналд Трамп. Граѓаните на Америка, но и граѓаните на светот, а пред се и светските лидери, сакаат да слушнат што има да каже Трамп повод неговиот прв ден, повод неговиот почеток на работа како претседател на најмокната светска држава, на најголемата светска суперсила. А тоа оправдано е бидејќи Трамп во текот на неговата кампања, но и потоа споделуваше идеи за редефинирање на односите во светот, за редефинирање на улогата на Соединетите Американски држави, нешто што доколку се оствари ќе биде почувствувано во целиот свет, бидејќи кога Америка ќе направи бран, тоа потоа може да стане цунами кое ќе биде почувствувано секаде во светот. За тоа како ќе се одрази новата политика на американската администрација, колку од намерите и најавите на Трамп може да се остварат, а колку не, и на крај како сето тоа ќе се одрази врз Балканскиот регион и врз Македонија, вечерва ќе дебатираме со поранешни дипломати, меѓу кои се двајца амбасадори, тоа се господата Горан Рафајловски и Мухамед Халили, како и поранешен министер за надворешни работи господинот Александар Димитров. Господа, добра вечер. Еве, ќе одиме без некој посебен ред, ќе одиме од лево надесно. Господине Рафајловски, денеска верувам ја следавте инаугурацијата и ако и не ја следавте, значи Трамп го кажа она што го ветуваше во текот на кампањата. Значи тој најави дека според него досега Америка не била на првото место на приоритетите на Вашингтонската администрација. Тој вели дека сега ќе биде на прво место ќе бидат американските интереси, а не интересите на другите земји. Најавува едно своевидно редефинирање на американската политика. Кажете ми, што мислите, ќе биде ли од сега се поразлично? Трамп почна со конфронтации, почна со, да кажам, можеби конфликтно водејќи неговата политичка платформа. Никој не очекуваше дека прво ќе се пробие во таборот на републиканците, потоа никој не очекуваше дека толку сериозно и толку цврсто ќе ја води целокупната политичка кампања и дека ќе ја порази Хилари Клинтон, но еве доживеавме да денеска биде инаугуриран за претседател на Соединетите Американски држави. Соодветно на тоа тој продолжува со стратегијата која започна, значи стратегија во која што многу работи отвори, се обидуваше да ги редефинира некои политички постулати како на домашен така и на надворешен план. Дали се ќе биде поинаку, останува да се види. Меѓутоа, едно е она што се води кампањата и една е таа работа која што треба да се спечелат гласовите на гласачите, а друго, сосема друго е кој ќе се застане на кормилото на државата и кога одговорноста за водењето на најмощната сила на светот ќе се почувствува директно, така да останува да се види. Моje лично мислење е дека нема се да биде поинаку. Многу работи ќе се сменат, бидејќи тоа го бара и гласачите соодветно во Соединетите Американски држави, меѓутоа компромиси ќе мора да се водат. Се поставува прашањето само каде и во која мерка тие компромиси ќе бидат спроведени, во која област на внатрешната политика и во кој домен на надворешната политика. Да, господин Димитров, ова што го кажува господин Рафајловски се однесува на оној феномен Трамп или фактор на изненадување, каде што Трамп навистина успеа да почне кампања, каде што никој не веруваше дека ќе успее и денеска гледавме даде заклетва свечена како претседател на Соединетите Американски држави. Многу ми навела дека не веруваат целосно во неговите намери за целосна изолација на Америка. Но мислите ли дека можеби и во тој сегмент ќе има изненадување? Прво почнавте дека е кандидатот, а сега веќе е председател на САД Доналд Трамп феномен. И тоа е точно.
тој од многу успешен бизнисмен, своевремено дури водител на телевизиски шоу и така натаму, така рече од никаде, од само од својата желба, успеа да се наметне и како републикански, а потоа и кандидат, а потоа и да победи. Тогаш беа актуелни дилемите дека заради многу валканата кампања која ја водеа едниот и демократската кандидатка Хилари Клинтон, премногу валкана, со лични навреди, со апсења, закани за затвори и така натаму, со обвинувања за сексуални злоставувања и вадење на секаков најдолно валкан веш. Тогаш се во американските медиуми најчесто употребуван израз беше Америка избира меѓу двете зла, дали ќе го одбере по малото или по големото. Прашање на перцепција, на впечаток, на оценка, па и на личен став е дали Трамп ќе испадне по големото или по малото зло, или дали воопшто зло ќе испадне. Трамп настапи како човек кој има изморено искуство во бизнисот, многу богат, меѓутоа без никакво политичко, дипломатско и воено искуство. Дури не бил, за разлика од некои председатели, не бил ни војник, ни по некоја војна учествувал и така натаму. Меѓутоа се наметна со еден став кој беше пред се популистички, кој си ги одбра како цели или таргети средната, ниската класа, одеше со премногу во кампањата расистички, антимуслимански, клаустрофобни и фобични најави за блокирање, за ѕидови и така натаму, но тоа е кампања. Промената кај Трамп се случи веднаш по изборот, дури се некој велат дека и тој бил изненаден што бил избран, иако тој не победи со мнозинство, повеќе гласови доби демократската кандидатка Клинтон, но заради системот тој е победник. Втората фаза во неговото адаптирање, за да јас не би рекол дека ќе следува редефинирање на американската надворешна политика или на внатрешната, не е наше како тема денеска, туку повеќе сметам дека ќе настапи еден период на адаптирање, на апдейтување, на осовременување, на приспособување на таа американска надворешна политика на актуелните состојби во светот, бидејќи она што била надворешна политика или основни насоки, очигледно пред 7, 8, 10 години, или 9, кога настапи администрацијата на поранешниот председател Обама, веќе се сменети. Така што крупните промени, велат некои што па најмногу ги следат американските транзициони периоди и разликите меѓу она што е во кампања, она што е во периодот на трансформација на власта, е денот кога председателот иден ќе ги добие нуклеарните кодови или шифри. Велат дека тој момент тие што следеле, што гледале, што се разбираат многу повеќе од нас, дека е тоа еден момент на отрезнување. И секој што дури од никаде да дошол, а не бил Доналд Трамп единствениот што од никаде дошол, да се подсетиме дека и Роналд Реган од глумец стана малку политичар, па после стана еден од најуспешните председатели на Соединетите американски држави, кога ќе ги добие чувството дека со стискање на шифрата и на копчето може да се уништи една земја, а со тоа и сопствената и дури планета, тогаш настапува кај секој од нив еден момент на освестување кој ги прави многу подржавнички и дури, нема да ме изненади, различни во многу елементи со кои ја добиле довербата на гласачите. И последна работа, што во нова прашање да го кажам, он тоа и го најави. Очекувам промени во во Америка и промени во целиот свет кои почнуваат од денеска. Тоа е она што
тој го најави, ќе видиме какви промени ќе донесе. Да, па сите се обидуваме тоа да го антипицираме. Тие промени се она што се обидуваме да ги анализираме, да ги предвидиме. Господине Халили, она што господинот Трамп го најавуваше во кампањата и она што на некој начин го наследи во денешниот говор, тоа според некој една политика на изолационизам на Америка, враќање кон оние стари доктрини во Соединетите Американски држави на Монро, па дури се спомнуваат понатаму, каде што Америка би била повеќе ќе се грижи сама за себе. Но дали е тоа целосно можно во денешните констелации, особено во денешниот глобализиран свет? Можно ли е Америка да се исклучи од тие надворешни токови? Трамп доаѓа на власт после 8 години владење демократите. Значи имаме една подруга филозофија на гледање на работите и на владењето. И сосема нормално е тој да излегува со една нова, поразличита внатрешна надворешна политика, затоа што која би била логиката на американците да го гласат Трамп, ако не менува ништо, тие ќе продолжија со демократите, со Клинтон. Некои работи кои тој ги претера во кампањата, веќе се видливи и има знаци дека и своите сопартици не ги прифаќат. Се искажале некои сенатори и други експерти во таа област. Плюс тоа што демократите веќе јавно се спротивставуваат на тие негови политики, тоа е нормално затоа што тоа е опозициона политика. Меѓутоа, многу јасно е дека тој од таа надворешна политика на САД може нешто да промени, сигурно ќе промени што нему и на својот штаб, на Стейт департмент и на сенаторите и на сите конгресмени воопшто ќе ја прифаќат како политика, оти не е тоа политика на своја глава, затоа што има одредени негови постапки што треба да се верификуваат на Конгресот, и долниот и горниот дом. Тоа што сакате да кажете дека они ќе бидат на некој начин и коректори на неговите намери? Апсолутно. Ево имавме изјава на досегашен шеф на ЦИА дека Трамп треба да внимава и кога на Твитер пишува, не само кога ги изложува своите мислења за глобалната политика. Оти тука имаме ние од Втората светска војна навамо, имаме самити, имаме Техеран, Јалта, имаме разни самити за Блиски Исток, имаме самити за американско-кинеските односи, американските-руски односи. И некоја работа може да се смени во однос на сегашната констелација, но дека тој ќе се фокусира само на Америка и на изградба на железниците кои се упропастени, како што тој се изрази, инфраструктурата во Америка, тоа е невозможно. Бидејќи таа политика се води од политика на сите тие што однапред ја скицирале, а другите ја продолжиле со известни корекции. Да. Има некои работи, господин Рафаеловски, кои за некои посматрачи на ова што се случува се контрадикторни, например, па тие онака прецизно ги ловат сите тие изјави на Трамп кои ги давал во кампањата, па подоцна кои ги сменил, но има и некои кои се, например, интересни, еве, например, неговата политика кон Русија, каде што тој употребува пофални зборови кога зборува за рускиот председател Владимир Путин, говорејќи дека тој човек, дека тој е способен човек кој добро ја води својата земја, занемарувајќи ги оние демократски недостатоци кои ги има Русија и господинот Путин. Но и тој отворено вели дека со Русија треба да се подобрат односите, да се симнат санкциите,
Но имавме едно сведочење на идниот министер за одбрана или секретар за одбрана во администрацијата на Трамп пред Американскиот конгрес, господинот Джеймс Матис, пензиониран генерал, каде што тој пак вели дека Русија не голема закана за САД. Значи, повторно се повтврдува она што го спомна и сите соговорници тука го кажуваме, дека тој кампањата ја тераше со конфронтации. Сега доаѓа време во кое што ќе мора да превземе соодветна одговорност. Тој даде изјава дека и НАТО е една застарена структура. Реакцијата, особено во Европа, во Германија беше голема. Многу се воздржуваа од коментари и изјави. Дури Штајнмајер, министерот за надворешни работи, реагираше можеби малце преумерено. Меркел, канцеларот на Сојузна република Германија, се обиде тоа да го амортизира. Меѓутоа, тоа е вака, ако се познава внатрешно политичката ситуација на Германија, е интересно и можеби е добро затоа што Штајнмајер ќе биде едниот председател, така да веројатно него и тоа му личи на таков начин да застане на една суверена или позиција која што си го гради својот интегритет. Од друга страна, медиумите се многу против Трамп во во Европа и особено во Германија. Може би тоа на одреден начин може би да се разбере како еден страф, да кажеме, да од тие нагли промени и од онаа политика која што тој на одреден начин индиректно стимулираше одредени радикални структури во Америка, меѓутоа и во Европа, кои што се претерано десно или дали со некоја неонацистичка филозофија или и слично, не дека тој директно ги поддржуваше, меѓутоа на одреден начин давајќи им индиректна можност да помислат дека можеби ќе дојде едно време во кое што тие ќе можат подобро да се пласираат на меѓународната среда. Тоа е едната димензија. Другата димензија, ако погледнете, да кажеме, новите држави, земји членки од Источна Европа, кои што се во Европската унија, па и Балканот во таа смисла, тука ќе видиме дека чувството дали е Трамп добар или не е малку поделено и не е така едногласно како што е во Европската унија и посебно во Германија, кога луѓето едноставно, особено новинарите, се доста критични према политиките на Трамп до сега што ги прокламираше. Во земјите, државите на Балканот или Југоисточна Европа, може да се каже дека добар дел од граѓанството, добар дел од новинарството и од јавноста имаат и одредени симпатии. Тоа може би да се анализира и вака или онака. Во Србија тие симпатии се најголеми. Може би тоа е една рефлексија, бидејќи Клинтон ја отвори, го бомбардираше Белград и тоа, да кажеме, е запишано во кодот, да кажеме, на јавното мислење во Србија, и на тој начин тие изричито се против Клинтон, а за Трамп. Во целата таа ситуација, значи, се продолжува таа, можеби тоа негова стратегија, значи не може да се кажеме дека Трамп не е паметен и дека не мудро ја водеше својата политичка кампања, меѓутоа едно е дали е тој паметен, мудар, а друго е разумноста, односно одговорноста во понатамошните постапки, и тоа е она што најмногу ги загрижува во Западна Европа, односно во Европската унија. За разлика од нив, особено неговите ставови за Брекзит, за едината на Европската унија, каде што отворено вели дека не би го чудило доколку уште некоја земја напушти. Так, и на тој начин сега тој повторно конфронтира, додека политиката на јавната администрација, на администрацијата на Европска унија, а и на земјите членки, беше дека Путин уназадува со демократските процеси, дека прави конфликти и така натака, значи не беше представен како еден водач или лидер на држава која што успешно или добро се носи со демократските процеси, исто како и Ердоган. И сега одеднашка се појавува Доналд Трамп и кажува, видете вака, ова статус кво или оваа позиција која што беше нормална позиција на администрацијата,
во НАТО, во Европската Унија, во американската администрација, таа е застарена форма, значи со индиректни зборови, односно со директни го кажува, и ние мораме нешто да промениме. И сега се појавува голема загриженост на илјадници административци, дипломати, амбасадори и едноставно политичари кои што се во структурата, кои што 20-30 години се изградени на одредени принципи, вредности и кои што водат една политика чекор по чекор, политика на еден прогрес, меѓутоа и стабилен развој, и одеднашка се појавува еден, не би рекол аутсайдер, меѓутоа човек, како што вие добро го дефиниравте, од никаде никому, и се обидува да редефинира. Првата пречка е неговата контрадикторна изјавата на неговиот министер за одбрана, каде што се спротивно, диаметрално спротивни, меѓутоа и понатака Доналд Трамп ќе продолжи со таа политика на конфронтација. Како и во која мерка ќе се развива и какви рефлексии ќе има во земјите членки на Европската Унија, останува да се види, меѓутоа уште еднаш ќе повторам, етаблираните дипломати, етаблираните политички партии имаат страв да не тие промени и тие политики на конфронтации доведат до намалувањето на политичката сила на тие партии, а зголемувањето на одредени структури кои што, да кажеме, тропаат на вратата на парламентот и сакаат да влезат во извршната власт, како што е, например, партијата АФД или Алтернативе фу Дојчланд во Сојузна република Германија. Да. Добро, ќе продолжиме со емисијата, мораме да направиме една кратка пауза за реклами и веднаш се враќаме во студиото. За кашлицата да не ја расипе целата слика, доволно е АЦЦ да се земе само еднаш на ден. АЦЦ действува директно на секретот, го раствора и го отстранува од дишните патишта. АЦЦ, докажано, брзо опоравување од кашлицата. Потрагата по вкусови, кои ќе ви придадат маестрално уживање. Завршува кај новиот производ пиперка во павлака на Маестро. Солута или обична пиперка, за кој и Маестро производ да се одлучите, ќе бидете апсолутно задоволни. Маестрално уживање за целото семејство. Пиперка во павлака. Услугите на Телекабел од сега достапни и во Охрид. Најголем избор на телевизиски канали без доплата, најбрз интернет и најевтини цени за телефонски услуги. Единствено во Телекабел, без обврзувачки договори. Информирајте се на телефонскиот број 046 609 609 или посетете го новоотворениот наплатен центар во Охрид, наспроти градскиот пазар. Кабел си е кабел. Телекабел. Само за вас, најдобрата понуда овој викенд, единствено во Тинекс, од 20 до 22 јануари. Свински ребра, 221 денар. Свински бут, 269 денари. Свински кременадли, 225 денари. Свежо пиле лудогорско, 119 денари. Јогурт Вита Пела, со подарок кисело млеко, 48 денари. Брашно жито лукс тип 400, 3+1 подарок, 99 денари. Сок од портокал фруктал, 1 литар, 40 денари. Детергент за алишта Мерикс, 3 килограми, 195 денари. Тинекс, секој ден со вас. И итно ми требаат. Пари ли сакаш? Леле, Игор. Телефон? Се што ти треба е интернет. Значи вака, одиш на forza.mk, пишуваш колку парички сакаш, стигнува код по СМС и за само 10 минути имаш бате од 3 до 12.000 денари. Полесно, здраве. Фала бе, Игор, баш си другар. Дружба си е дружба, форца си е форца. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АДЕС Скопје со рок на отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за остатиот период на отплата, без надомест за одобрување
одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмель. За убав ден и мирна ноќ. Да, се враќаме во студиото. Господине Димитров, за време на инаугурацијата денес претседателот Трамп сега веќе кажа и дека една интересна констатација кога зборуваше за односите со другите земји во светот. Тој кажа дека ќе ги зајакне постојните сојузи, но и дека ќе создаде нови. Како го толкувате ова? Веројатно дека е поврзано во односите САД, Русија, Кина. И НАТО пред се. Јас така мислам, бидејќи пред малку говоревме дека тој го кажа за НАТО дека е застарена организација, меѓутоа веднаш додаде дека причината така да мисли е затоа што земјите не плаќале за НАТО. Потоа ја нападна малку канцеларката Меркел заради бегалците, меѓутоа претходно кај нас така се пренесуваат и вестите, кажа дека ја почитува како извореден лидер, голем лидер и така натаму, така што половични информации ние добивме за неговите изјави и во однос на НАТО и во однос на ЕУ, особено за НАТО. Ова што денеска го кажа дека он ќе се залага за зајакнување на старите сојузи, тоа се НАТО, тоа е на одреден начин сојузот со Европската унија, оти они имаат партнерски однос Америка и Европската унија, и дури едно време има и годишни самити, еднаш во Америка, еднаш овде во Европа, така што тоа е добро, а второ кажа дека ќе гради и нови сојузи за да додаде, за да се бориме со исламските радикалисти и терористи, за да ги искорениме од земјината топка прилика. Тука гледам можност за една, дали баш буквално сојуз или уортачување, што би се рекло, со Руската федерација, со Русија, за битка против калифатите и исламските терористи, која денеска е особено актуелна во Сирија, делумно Ирак. И тука може би, утре не знаеме кои ќе бидат тие терористи, како што на времето Буш означи 3 земји дека се оскина злото. Секоја председател на секоја администрација може да измисли нови терористи, па добри и Кореја да Ким Ил Ун да стане терориста, бидејќи денес уште им се закануваше дека ќе ги нападне со атомските бомби. Ова е само доказ околу ова потврда за старите сојузи, дека ќе ги зајакне, а не да ги слабе, да ги оцени за старени. Само за она што пред малку сите овде го говоревме, и јас го говорев, дека едно е што е во кампањата, едно е што е во периодот на транзицијата и следното е кога ќе дојде на маса да се решаваат проблемите или прашањата, или да се гради некоја иднина. Очигледно, председателот на Соединетите американски држави, не само сегашниот Трамп, туку и сите поранешни не одлучувале сами. Они имаат огромен тим од своји соработници, советници, национален совет и така натаму, министрите клучни за надворешни работи и за одбрана, кој му се државниот секретар, се извинувам, кој му се главни за овој дел надвор од Америка. Едниот од нив не е ни воопшто номиниран. Државниот секретар Рекс Тилерсон се уште не добил верификација од Конгресот, што е исто малку чудно. Меѓутоа, тоа е дел од американската политика на оно што и амбасадорот Халиди говореше, чек и баланс. Не може сам да прави што сака. Инаку господинот Тилерсон се смета за човек кој има блиски врски со Русија. Точно е одликувани од Путин заради врските со Роснефт или со Петрол. Со Роснефт, да. Роснефт, да, заради тоа што он работел во Ексон нафтни компании, меѓутоа тоа не мора да значи ништо.
На Трамп во однос на Путин ќе му тежи проблемот со бидејќи е разрешен се друго освен прислушкувањето и сајбер нападите и можното влијание кои тој ги негираше, па од кога му беа дадени доказите од FBI и од CIA, од Национален совет за националната NCA, он прифати дека да, ова е точно, ние ќе ги испитаме и меѓутоа основното му беше што да рече немало влијание на резултатите. Така што и ова што го прави како веш бизнисмен, сака да биде и сигурно веш државник, ова што го прави со Русија е практично градење на нова позиција за натамошно преговарање и натамошно развивање на односите и соработката. Од една страна вика ќе ги укинеме санкциите, неговите министри викат нема да ги укинеме санкциите. Ги прогласи Обединетите нации за излишна организација која е како место за добра забава и празни муабети. Неговата амбасадорка на сослушувањето, бидејќи тоа исто така е многу важно, витално место на секоја американска администрација, американскиот амбасадор во Обединетите нации, изјави сосема спротивни оценки од неговите, прво, и второ кажа, па добро, не знае, ама имаме луѓе што ќе го научат. Буквално тоа го кажа на сослушувањето во Конгрес. Така што се тоа е билдање на позиција, маркирање на позиција за да може да преговара и со Путин утре, не баш утре, не се знае кога, а ако сакате и со Кина. Со Кина тој го има проблемот со трговијата, слободната трговија и големиот долг надворешен. Очигледно ќе мора да се преговара со Кина, која се залага за економска глобализација, за која он е спротивен, се противи, бидејќи елементот на неговиот изолационизам го кажа денеска во говорот. Купувајте американски производи и вработувајте американци. Тоа е доволно. Ги врати фабриките од американски од Мексико, ќе ги врати и од Кина, каде што е ефтина работната снага, и за да може поилесно да преговара утре и со Кина, не да конкурира, меѓутоа никако да војува, дури ни период на некаква студена војна, јас не можам да согледам, да предвидам. Он што направи, се разговараше со тајванската председателка. Тоа е исто така дел од билдањето на позиција. Утре може би ќе попушти за Тајван, па ќе добие нешто во однос на трговијата, на глобализацијата економска и така натаму, што е нормално во секоја игра кај што играат на шаховската табла. Дали Доналд Трамп ќе се покаже како велемајстор, мајстор или обичен почетник, времето ќе покаже. Да. Сега, додека ние разговараме, можеме да пуштиме од режијата инсерти, да го видиме американскиот председател Трамп, како излегува со неговата сопруга и со подпредседателот Майк Пенс. Инсертите можат да одат некое време, ние ќе продолжиме. Господине Халили, кога зборуваме за односите помеѓу САД и Русија, оно што е интересно за нас е дека, например, досегашниот државен секретар Џон Кери кажа дека Македонија е меѓу земјите кои се наоѓаат на линијата на огнот помеѓу САД и Русија. Во овој момент досегашната администрација на председателот Обама на руската граница натрупува војска. Таму се праќаат тенкови, а праќаат и сите други земји членки на НАТО, меѓу кои Германија. Таму се става сериозна војна сила која треба да послужи како одвраќање на Русија од агресија кон Европа, така се опишува. Како вие гледате сега продолжување на целата таа стратегија, на таа политика која можеби е малку избунувачка, контрадикторна, а особено како тоа ќе се одрази врз земјите кои до сега, како што кажав, се наоѓале на линија на огнот? Прво, досегашниот речник на Трамп не е дипломатски речник. Тој е речник на еден човек кој зборува тоа што го мисли. Понатаму, како што рече министерот, него ќе го научат да не го каже тоа што не треба да го каже. Второ, досегашната американска политика во светот одела во два правца.
Едното што го рекол 46-та еден американски дипломат, дека Советскиот сојуз тогаш, Русија, не му верува на политиката на САД. Од тоа што САД доцна се приклучи кон Втората светска војна и тоа незадоволството на Сталин било. И затоа Русија секогаш ќе прави конфликти. Но САД треба Русија да го држи секогаш на будно око. Ова е првата теза. А втората, тезата на Труман, дека САД секогаш во светот треба да ги задоволува барањата на луѓето кои барат демократија и слобода. И сега имаме ние тоа што беше со господин Обама, заострување на односите меѓу САД и Русија поради демократија. Затоа што Русија го окупираше Крим и затоа што војна направи во тоа соседната република. Сега што е војна меѓу Украина, да. Сега имаме реалност. Тоа што го рекол американскиот дипломат 47 дека Русија сака секогаш конфликти, бидејќи не верува на американската политика. Втората, доктрината на Никсон и Кисинџер, дека ние, американците, треба да ги држиме советите секогаш на преговарање, но без наметнување на нивните барања, нивната доктрина. Затоа што подолго Советскиот сојуз е во мир, тој е послаб. На некој начин, според мене сега, Труман сака да го ослабне Советскиот сојуз. Русија сегашна, Руска федерација. А Руската федерација не може тој да ја ослабне сега, бидејќи има еден агресивен повод во Сирија, во Крим и така натаму. Бидејќи Русија е тесно поврзана со Кина, двете големи сили се поврзале против САД. И сега овој сака Русија да го прави со себе, за да Кина остане одвоена. Истото било и за време на Никсон. Да, па тоа го и го опишуваат како обратна политика на Никсон. Да. Никсон отиде со Кина, за да го ослабни тогашниот Советски сојуз. И мислам, но ова е почеток на неговото политикување. Има време. Тек ќе се види тоа, да кажеме, кон средината на мандатот или кон крајот, кога тој, ако е малку успешен, ќе претендира за втор мандат. Да, но постои ли опасност? Сега на вашето прашање. Да. Доктрината на Буш беше и Балкан да влезе во приоритетите на американската политика и така постапи. Имаше коректен однос кон Македонија, се развија тие наши македонско-американски односи до највисок степен. Подпишавме договори. Затоа мора да признавам дека и голема заслуга има и поранешниот председател Трајковски, затоа што сум бил на средба кога господин Трајковски разговараше со заменик државниот секретар на САД и меѓу другото во моје присуство, после има и тие малку и одвоени разговори, му рече дека Република Македонија е спремна се да исполнува од вашата политика под услов вие да не викате Република Македонија и вие да ги зацврстите економски и други односи со нас. Меѓутоа, кога дојде Обама, не дека се повлече Америка од Балканот. Стратегијата негова беше Балканот да се остави на Европската Унија. Европската Унија да се занимава претежно со европските земји во тоа стратегија на европска безбедност и соработка.
И за цело ово време ние бевме под капата на Европска унија. Ево настаните преговорите меѓу Косово и Србија за нормализирање на односите и нашата состојба. Друго е тоа што тој НАТО односно сега, уште тој не стапил на се, распреда сили, бидејќи тие земји биле под советско влијание, некои биле земји окупирани од Советскиот сојуз, балтичките земји. Полска историски бил советски интерес на влијание и политика. Да. Господине Рафаловски, но која е опасноста сега од таква политика во смисла доколку Соединетите Американски држави ги затоплат, еве, условно кажано, односите со Русија во една стратегија да се насочи американската политика кон Кина. Која е опасноста за земјите кои се наоѓаат измеѓу? Значи, во таа евроазиска една зона, сфера на влијание, каде што има многу земји кои имаат проблеми со демократијата. Што доколку американската администрација сега на некој начин ги остави овие земји на милост или немилост на нивните политички елити, кои сепак би биле тогаш под силно влијание на Москва? Значи, видите вака, две работи тука треба да ги диференцираме. Првата работа е билатералните односи меѓу државите. Јас се согласувам со соговорниците денеска тука што напоменаа дека се претпоставува согласно со она што можеме да го видиме како Трамп реагира на почетокот на својата политичка кариера како претседател на САД, дека ќе оди во една насока која што ќе биде затоплување или подобрување на односите со Путин, и тоа го најави. Значи, меѓутоа, сите тие односи, или да кажам, нови дефиниции во надворешната политика ќе бидат базирани на внатрешниот интерес на американците. И тој точно и кажа, од сега ќе се вработуваат американци, како што беше тука спомнато, и ќе се штити нашиот интерес, што значи дека ќе се свртат малку повеќе кон самите себе. И се друга работа е земјите членки на НАТО, земјите членки кои што порано биле под некое влијание политичко на поранешниот Советски сојуз, како тие ќе се однесуваат, бидејќи очигледно е дека кај нив постои одреден страв со тие настаните, нели, во Полска, каде што ги повика американските војници, како од време на време алармираат нивните политички елити дека можеби има загрозеност од Руската Федерација и така натака. Меѓутоа, развојот на демократијата е домашна задача на самите држави. Како демократијата во колкав степен ќе се развие, зависи од самите држави, од политичките елити, од интелектуалните кругови, од целокупниот народ што живее во таа држава. Така да во таа смисла мислам дека ако нешто се промени во надворешната политика, ќе биде можеби на интерес на Соединетите американски држави, меѓутоа нема да влијае негативно врз државите членки кои што, да кажеме, се наоѓаат во некоја си виртуелна или може да биде и на вистинска зона на влијание на Руската Федерација. Бидејќи русите си имаат своји интереси, нивниот интерес, најголемиот интерес е Сирија, и покрај сите, да кажеме, настани и осцилации во политиката, видовме дека сега, на крајот на краиштата, се прави пак една коалиција и разговарите веројатно ќе продолжат и во подобра насока и конечно во Сирија ќе завладее. Добро, имавме еден пример пред неколку дена, значи случајот со возот во соседна Србија, возот кој е подарок од Руската Федерација, кој требаше да влезе на Косово, кој, значи, замалку предизвика многу сериозен инцидент. Значи, некои вела дека и овој настан не е случаен, дека е некое своевидно опипување на пулсот на регионот во контекст на тие нови промени. Ете вака сега. Значи, тоа се, да кажеме, балкански методи на политичко действување и да, и тие методи де факто се толку провидни
и не носат, да кажеме, некоја сериозна порака кон Европската Унија. Значи, тоа го знае и Путин, тоа ќе го знаат и следните председатели на Советскиот сојуз. Едноставно, Југоисточна Европа, па и Балканот, не само географски, туку политички, меѓутоа и ментално припаѓа на Европа. И што поскоро целокупниот Балкан, че тука сме го пред сега мислам на западниот Балкан, така наречениот западен Балкан, каде што спаѓаат Косово, Србија, Албанија и Македонија, што побрзо тие се интегрираат во Европската Унија, тоа полесно и поефикасно ќе се спроведе таа заедничка надворешна и безбедносна политика на Европската Унија, и тоа е факт и тоа не може да го спречи никој. Меѓутоа, нормално со такви возови, со такви надписи се обидува да се купи малку време, да малце на политичкиот пазар, на трговија, малку се седне на маса, се разговара, меѓутоа губитници во целата таа приказна се луѓето, државите и народите кои што живеат на овој простор, и ние, сакајки или не сакајки, од знаење или од незнаење, тој мамец многу лесно го приемаме и постапуваме на тој начин, меѓутоа тоа е се на сопствена штета. Тоа е на сопствена штета на Србија, реакција ако дојде сега од Косово ќе биде на реакција на Косово, и сето тоа, место да ги забрзува процесите на интеграција, прво регионална меѓу нас, со отварање на границите, со соработка, со трговија, а после тоа и кон Европа, ние тој процес го успоруваме и тоа е на наша собствена штета. Тоа е вака моето мислење. На работа околу возов, или како некој ја нарече црква на шини. Бидејќи беше цела со икони. Видите што се случи, тоа е само за домашна употреба, како што многу работи на Балканот, за жал, се прават само за домашна националистичка употреба, која колку и да сакаат тие што ја ги лансираат, веќе во светот, во Европа не проаѓа, не држи вода. Што се случи? Во Давос, српскиот премиер, кој беше изненаден дека не го видел возот како изгледа, кој викаше спречив војна, крвопролевање, се виде со високиот комесар на европска надворешна политика Могерини, разговараше со досегашниот подпредседател Бајден и половина час самиот кажа дека разговарал со канцеларката Меркел. Што е од резултатот тоа? На 24.3. ќе се сретнат Косово и представници на Косово и Србија. Он дори рече, ама нас Могерини ни рече да се видиме што побргу со представниците на Приштина. Така што се е тоа еден продавање чалами и непотребно долевање национализам и крв или зла крв во населението, како што каже амбасадорот Рафаелски, од кој страдат нас граѓаните. Да, има моментално уште еден процес кој се случува во регионот, а кој на некој можеби индиректен начин е поврзани со Македонија, значи тоа се санкциите кои Соединетите американски држави ги воведоа кон председателот на Република Српска, господин Додик. Сега, реакцијата на Додик е дека тоа е политика на тамошната амбасадорка Морин Кормак во Сарајево, дека тоа е незина лична политика која е антагонистичка кон него и кон Република Српска. Но имавме слични пораки во Македонија кон амбасадорот, кон господинот Бели, каде што имавме и транспаренти, тој да се замине од Македонија, да ги тргне рацете од Македонија во наводници, нели? Кажете ми, кога се употребува, вие како поранешен министер, една таква стратегија, каде што амбасадорите се персонифицираат и велат, па добро, Америка не е против нас, тоа го прави он, поради некакви интереси, поради здржување со опозиција, со Сорос, не знам, со кого. Мислите ли дека тие политичари, како Додик или овдешните политичари, навистина веруваат во тоа, или се работи само за пиар? Па, некои за жал веруваат. Толку им сече паметот, што ќе кажам. Може би групо. Меѓутоа, тие што во тоа веруваат, го прават во пиар, знаејќи дека нивото демократско или едукационо на оние што гласат за нив е уште на пониско ниво од нивното.
Прво заборава дека амбасадорот Бейли, или спомнавте кај Додик, американската амбасадорка, не е амбасадорот на State Department, она го представуваше до пред неколку часата до сегашниот председател Обама, од сега е представник на новиот председател Доналд Трамп во Македонија, испратен кај нашиот председател, кој за жал дури се однесува и он ги напаѓа. Тој ги напаѓа амбасадорите кои се представници на неговите колеги или на кралици или кралеви кои доаѓаат овде. Тоа е абсурдна ситуација на перење на мозок и на билдање на една губитничка позиција. Како може да се обвинува амбасадор, да се напаѓа, да не зборам за морбидните некролози, кои, ја не верувам дека во Кореја може би го прават тоа. Но тоа е, за жал, стравот од поразот и соочувањето на она тие што го форсираат тоа што ги чека после изборите. Би се надоврзил за Америка и за овие оценки политиката на Соединетите американски држави кон Балканот, па и кон Македонија. Мислам дека цело време, особено за Македонија, од кога стана независна, надворешната политика на Соединетите американски држави била на партнерство и пружање секаква поддршка. Да се подсетиме, меѓу времената спогодба е направена со голема помош на поранешниот амбасадор Холбрук. Влијанието и лобирањето, притискањето во НАТО да стане Македонија членка 2008 во Букуреш беше со огромни сили на тогашниот председател Буш. Како, да речам, помош, но и соработка, не сочувство, соработка, после еден месец една голема Америка, републиканската администрација, председателот Буш, на Америка и даде еден златен подарок, тоа се вика Декларација за стратешко партнерство и соработка. Тоа е прилика исто како ние овдека што сме да подпишеме со Бил Гейтс Декларација за стратешко партнерство. Мислам, една мала земја како Македонија да добие таков подарок од најголемата и најмоćната сила во светот и да го прокоцка. Тоа е нешто неверојатно. А видите што пишуваше покрај желбата што побргу да се реши проблемот со името за да станеме членка, од тогаш помина веќе 9-та година тераме. Таму што имаше дека ние заедно со Америка ги делиме заедничките вредности на владење на право, на слобода, на мир, на слободна пазарна економија. Потоа вика дека поаѓа Америка, Соединетите американски држави, поаѓа од територијалниот интегритет на Република Македонија и унитарноста на мултиетничка Македонија во постојните граници. И сега истите овие, да не речам некој друг збор, малумници, тврдат дека Америка сака да не разнебити, да не уништи, да не снема. Мислам, тоа е глупост да не се признава и да тоа да се фрли како да е палома марамче. Што е најважно сега? И ние очекуваме сега, бидејќи ова го правела досегашната администрација на Обама, значи не го правела, го правели и ни помагали администрацијата на републиканецот Буш. И ние сега денаш некој открил таму дека земјата не е рамна плоча, па сега открива некои големи надворешни политики. Одат на картата дека Трамп е скаран или има човек што не му е пријател Сорос, и одеднаш билдаат една ситуација во која Сорос е главниот виновник за сите зла што нашла Македонија. Да ме подсетам, 2012 година тогашниот премиер кажа дека од НАТО него го ваќа мачина, бидејќи е виновник за сите зла што и се нашле на Македонија, ама сега тоа се избриша НАТО, сега е Сорос. Зашто? За да калкулира дека
Трамп може би ќе види кој му е непријател, штом непријателот на Трамп е непријател на оваа власт или на овој режим, ние ќе се го артачиме. Тоа е како мали џокица замисла надворешна политика. Имаме уште точно една минута, господине Халили. Навистина кратко ми сигнализираат од режијата, десничарите на Балканот, па и во Македонија отворено се радуваат за победата на Трамп. Мислите ли дека е оправдана нивната радост? По нивна рачуница оправдана, бидејќи тие мислиле дека политиката на Буш и на Клинтонови досега била проалбанска политика во Балканот. И ова провокација со возот е тест дали веќе имаме промена на политиката во однос на Балканот, дали сега отишол Клинтон, на чие време беше бомбардирана Србија и дојдовме до оваа состојба, и некои шпекулации од средствата за јавна информирање во Србија, дека наводно Трамп рекол дека е тоа грешка, се сфортуваме кон дека а тоа беше сам Трамп го демантираше веќе дека не изјавил никогаш така, и да го тестира Русија во однос на Косово и во однос на Црна Гора. Оти Србија има конфликти со Хрватска, Црна Гора, сега со Косово, но и една бојазност од страна и на самите Срби, дали може евентуално да дојде до некој дил меѓу Трамп и Путин, затоа што Путин рекол, ево, Косово е сличен случај како Крим. И Косово веќе објави независност во склад со меѓународното право. Дали, например, Трамп може да признае анексија на Крим, со тоа што Русија ќе признае независност на Косово. Да, но имаше една средба на косовската амбасадорка во Вашингтон, каде што таа го сретнала господинот Трамп во Рачитаку на некоја неформална средба и му кажала дека да не заборави дека Косово е најпроамериканска држава на светот. Ма тоа Трамп не го рекол, овие го измислиле, му вметали, и тој Трамп после се повлече. Да. Добро, господа, ви благодарам на учеството, за жал ни истече времето, толку е кратко. Вие, почитувани гледачи, следавте уште една анализа посветена на инаугурацијата на Доналд Трамп за председател на Соединетите Американски држави. Останете со програмата на 24 вести.